Болки во вратот, вкочанетост во вратот, чести или повремени главоболки, вртоглавица, зуење во ушите, болки долж рацете, отрпненост или трнење долж рацете до прстите. Ако е присутен еден или повеќе од овие симптоми, станува збор за спондилоза. Ако претходно ова се појавуваше кај лицата над 40 години, новиот начин на живот ја спушта возрастната граница, па вратната спондилоза се јавува кај се помлади лица. При појава на спондилозни промени на рбетен столб се јавуваат болки, зависно дали е во вратен сегмент на рбет или лумбален сегмент на рбет, долж раце и нозе. Исто така се јавуваат парестези, чувства на мравирања и фасцикулации на самите мускули. При поставување на самата диагноза, потребно е да се земат анамнестички податоци од самиот пациент, при што тоа го обавува специјалист ортопед или невролог. Потоа се прават испитувања од типот на рентген исследувања или компјутерска томографија, а потоа со добиените резултати се прави планот за третман. Спондилозата најчесто се појавува заради неправилна положба и долготрајно седење, намалена физичка активност, се почесто употреба на клима уреди кои директно се насочени кон телото, како и нормален процес на старење. Третманот кој се спроведува при спондилозни промени на рбетот вклучува конзервативен и оперативен третман. Техника на гваша, односно вид на масажна техника во кинеската медицина, која што со самото така наречено гребење на кожа се постигнува подобрување на циркулацијата, еден петехијален изглед на самото место каде што се врши, а со тоа се подобрува дотокот на крв и оксигенација на самите мускули, се подобрува, се намалува мускулниот спазам и болката. Покрај конзервативниот третман, кој што вклучува, кажавме, физикална терапија, рехабилитација и алтернативните техники, исто така се дава советување на пациентот за правилна положба при работа, правилно дигање на тежина, правилно спиење, лежење во кревет и се со цел за да се подобри квалитетот на живот. Спондилозата не се лечи, таа се третира. Тој процес на старење на зглобните површини не може да се запре целосно, меѓутоа со периодична физикална терапија процесот се успорува и симптомите делумно или целосно се отстрануваат.